Празничната атмосфера за нова година се приближува. Неа традиционално во Кочани ја навестува новогодишниот концерт, што годинава се одржува по 14-ти пат. Организатор е Основното музичко училиште Ристо Јуруков, од каде се задоволни од тоа како поминаа подготовките, па најавуваат интересна забава за сите што ќе дојдат да го видат концертот. Веќе помина и првата представа, односно премиерата за децата од училишната возраст кои беа презадоволни. Според реакциите на децата кои беа присутни во салата, се покажа она детското, се покажа она искреното. Се покажа нивната радост, се покажа нивното предновогодишно расположение. Се надевам дека ќе успееме барем мал дел во срцата како на децата и така на сите граѓани да ги стоплиме малку во ова денешни времиња на турбуленции, да ги стоплиме малку и да ги разнежниме малку. Се надевам дека сите кои ќе го проследат овој концерт ќе бидат задоволни. Покрај номерите што традиционално се дел од секој новогодишен концерт, годинава има и нови што публиката за прв пат ќе ги слушне. Освен тоа, наставниците и учениците во музичкото училиште подготвија и мали музички изненадувања. Изненадувања секако дека има, значи знаете секоја година е нова програмата. Оваа година имаме малку уфрлено музика, значи филмска музика имаме, не би напоменала од кој ќе видите. Имаме доста интересни композиции за најмалите, кои верувам дека ќе ја пленат публиката. И годинава на концертот учествуваат близу 200 сегашни и поранешни ученици од музичкото училиште, како и професори по музика, организирани во детски и младински хор, камерен оркестар и електричен бенд. Представите за учениците ќе се прикажуваат и во наредните 2 дена, додека вечерните за возрастните се в четврток и петок со почеток од 19 часот. Покровител на новогодишниот концерт е општина Кочани, а неговата реализација со своји донации ја помагаат и неколку кочански претпријатија.